Добро утро, почитувани гледачи. Ја следите утринската програма на Телма. Ова утро, да си кажеме, со Зоран Дранговски од Македонското здружение на млади правници зборуваме за она што ја одбележа минатата седмица, договорот подпишан со Frontex. Она што беше многу актуелно, а што на некој начин го одвлече вниманието од најважното во подписот на договорот, а тоа е што всушност представува договорот со агенцијата Frontex за Македонија. Фокусот беше поместен на јазикот на кој беше подпишан договорот. Му велам добро утро, како што најавив, на Зоран Дранговски од Македонското здружение на млади правници. Господине Дранговски, добро утро, добре дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, фала на покана. Како што вообичаено бива во Македонија, се скршија копијата околу нешто што можеби е споредно, а можеби беше најважно всушност, бидејќи и договорот во име на агенцијата Frontex не го подпиша директорот на агенцијата, туку го подпиша шефицата на Европската комисија и чешкиот премиер, па беше дополнителна политичка тежина требаше да се даде, а од македонска страна беше истакнато дека тоа е прв договор со Европската комисија што се подпишува на македонски јазик без фуснота, што всушност и не знам дали е така навистина, бидејќи и порано договорите Македонија ги подпишувала на македонски јазик, но еве да ви дадам вам на почетокот да објасните дали повеќе има договорот политичка тежина или онаа суштинската Frontex заштита на заедничките граници на Европската унија. Така, за нас кои што не се занимаваме со политика, секако тоа е суштината на самиот договор и што тоа представува за Македонија во иднина. Спомнавте околу подпишувањето и јазикот на договорот. Навистина ова е прв пат договорот да биде во официјален превод и на македонски јазик. Значи, тоа е самиот документ подготвен од Европската унија, затоа што дури извештаите на Европската комисија кои што се достуваат до Македонија се достуваат на англиски, па ние си ги преведуваме самите. Ова е, значи, во договорот стои дека ќе биде една од копиите и на македонски јазик. Така да самото тоа дава некој дополнителна тежина во особено деликатна ситуација за нас. Значи, оние кои сакаат да најдат забелешка, односно дежурните критичари, им држи само аргументот дека и да е така, како што е подпишан на македонски јазик, предходеше една еднострана изјава за македонскиот јазик, што ја подпиша македонската влада на 19 јули годинава, како дополнение на тој договор за старт на преговорите, односно за одржување на првата меѓувладина конференција. И во таа изјава македонската влада еднострано ја дополни со додавката дека литературниот македонски јазик е кодифициран во 1945-та, согласно сознанијата утврдени со акти, широко прифатените теории и емпириските истражувања на современата светска славистика и лингвистичка наука, македонскиот јазик има свој јазичен, просторен и временски континуитет. Овој континуитет се заснова на специфичниот развој на дијалектите што се во неговата основа и биле распространети на територијата на денешна Република Северна Македонија. Ова беше она што беше неприфатливо за голем број лингвисти, а што беше услов Бугарија да се согласи всушност овој договор со Frontex да биде подпишан вака како што велите, со копија на македонски јазик. Со копија на македонски јазик. Да, затоа што практично овој договор беше блокиран од страна на Бугарија повеќе од 5 години, иако беше усоглашен текстот на договорот. Меѓутоа, еве, имаме сега еден договор кој што стои во договорот дека официјална копија од тој договор постои на македонски јазик и со тоа станува дел од внатрешните документи на Европската унија. Така, тука би ве прашал во однос на претходните договори кои оваа Европска агенција со седиште во Варшава ги склучува со други земји кои не се членки на Европската унија. Дали тоа го прави исто како во случајот со Македонија, на нивните јазици, еве во случајот со Албанија и со Србија, и дали во име на Frontex го подпишува шефицата на Европската комисија или претходниот шеф, или зависност кога се склучени? Какво е искуството на останатите земји од регионот? Конкретно за Албанија и за Србија, затоа што тие знам дека имаат вакви договори, не сум следел последно како било, меѓутоа често се случува директорот на Frontex да ги подпишува тие договори на официјална церемонија. Меѓутоа, еве, во конкретниот случај, предпоставам шефицата на Европската унија дојде за да даде дополнителна политичка тежина. Оваа тежина со јазикот што ја зборувате. Бидејќи претходно во многу наврати, многу европски челници и бюрократи на пониско ниво го ословувале нашиот јазик како славомакедонски, па не нарекували северно македонци, па се извинувале по тоа за тоа, но еве да ја тргнеме политиката, како што рековте, настрана, ваша специјалност е суштината на Frontex.
Како што рековме, агенција со седиште во Варшава, формирана уште во далечната 2004-та, меѓутоа главна тежина Фронтекс доби во време на мигрантската криза во 2015-та, бидејќи во основа е агенција за заштита на надворешните граници. Ве молам објаснете повеќе за каков вид на агенција станува збор. Како што спомнавте, во 2004 е формирана агенцијата, затоа што Европската унија во тој период сметала дека на земјите од Шенген зоната им треба дополнителна агенција која што ќе ги координира и ќе ги помага активностите во делот на заштита на границите, меѓутоа и сето тоа што подразбира управување и со миграции, и со се што подразбира гранични премини. Таа агенција добива дополнителна тежина во 2016 година затоа што се трансформира во Европска агенција за заштита на границите и крајбрежјето. И со тоа веќе еден добива поширок мандат. Во моментов број околу 2000 гранични службеници, до 2027 треба да стане бројката околу 10.000 гранични службеници. Меѓутоа, тоа што е уште поважно е дека тоа е првата вооружена агенција на Европската унија. И веќе гледаме нешто налик во нашите услови, значи гледаме една полиција на ЕУ или некоја гранична служба на ЕУ која што делува во име на знамето на Европската унија. Да, гранична служба на ЕУ, европска граница, која треба да се грижи и за крајбрежна и крајбрежна стража всушност, но во бројност, како што рековте, само 2000 луѓе, па и да се вооружени, можат ли да ја обават дејноста за која се создадени, кога станува збор за толку мала бројка на граничари? Овие гранични службеници не треба да ги заменат националните гранични власти. Секаде каде што тие постапуваат, тие даваат помош на домашните гранични службеници. Така е ситуацијата и во Грција, и во другите земји, така ќе биде и кај нас ситуацијата. Затоа што агенцијата Frontex е таа која што ги координира, управува и дава насоки како треба да се управуваат границите во иднина. Значи, нима претходна ситуација кај што секоја земја поединечно се справуваше со различни феномени. Сега со Frontex сите тие работи, дали се работи за криминалчарење на луѓе, дали се работи за фалсификувани патни исправи, дали се работи за крадени возила, дали се работи за оружје преку граница, тргување, значи сето тоа го координира Frontex и дава насоки како државите треба да постапуваат. Кога го имаме Европол како истражувачка агенција, кога имаме мноштво на агенции под капата на Брисел на Европската комисија, дали ова не е уште една само дополнителна агенција која ќе се загуби на некој начин во тие бирократски лавиринти, нешто што е навистина голема слабост на Европската унија со години и нешто поради кое се шири евроскептицизмот и го отежнува функционирањето на Брисел во полн капацитет, онака како што е замислена Европската унија во своите идеали? Ова агенција не знаеме како ќе се развива во иднина. Некои истражувачи кажуваат дека можеби ова е идната војска на Европска унија или идната полиција на Европска унија. Затоа што сега се тестираат сите тие механизми за координација, контрола, комуникација помеѓу различни држави и одеднаш вие имате 30 земји членки под едно водство од Варшава кои што спроведуваат заеднички акции низ територијата на Европската унија. Така да ова е голема работа за самата Европска унија. Зборувавме дека агенцијата ќе биде се поголема и поголема, ќе има поголеми капацитети, затоа што тоа не е агенција која што само координира, туку е и присутна на терен. Има пристапи до различните системи на Европската унија, дали е тоа за сателитско наблюдување, дали е тоа за различни разузнавачки информации, значи сето тоа влегува како информација во Frontex и Frontex на некој начин го координира. Така, рековте дека идејата не е таа да ги замени националните граничарски служби на земјите членки на Европската унија и на оние кои се аспиранти за членство, како што е во случајот и Македонија, земја која почнува преговори. Конкретно за случајот за Македонија, преку Frontex на Македонија треба да им се овозможи помош на властите во Македонија да се справат со нерегуларна миграција, борба против шверц и засилена безбедност на надворешните граници на Европската унија. Ние се граничиме со две земји членки на Европската унија. Значи, што во случајот би била ползата за Македонија, за нашата земја, од овој договор што го потпишавме со Frontex? Најважно се што Frontex ќе навлезе во тоа како ние управуваме со миграциите. Затоа што со досегашниот договор кој што ние го имавме со Frontex, ние доставувавме редовно информации до Frontex околу трендови, бројки, статистички податоци и така натаму, и Frontex подготвува една анализа на ризик, да кажеме, за Западниот Балкан.
затоа што западно-балканската рута е се уште една од најфреквентните рути на миграција кон Европската унија. Бројките велат дека околу 60.000 луѓе годишно поминуваат по оваа рута. Тоа се статистички податоци на Frontex. Со присуството на Frontex, значи ние ќе добиеме еден поголем квалитет во управувањето со миграции. Затоа што ако го погледнете и последниот извештај на Европската комисија, се уште Европската комисија има сериозни забелешки во тоа како ние управуваме миграцијата. Начинот на кој што ги собираме податоците, статусот правен на транзитните центри, постапките кои што се внатрешно во државата, се уште бројот на лица кои што ние ги враќаме во Грција надвор од законските процедури е голем и Европската комисија бара итно да се престане со таа пракса. Од друга страна, што се наметнува што не можеме сами, а што ќе ни помогне Frontex да го средиме во однос на овие забелешки што ги набројавте од страна на Европската комисија. Јас се надевам искрено дека ќе ни помогне во делот на соработката со Грција, затоа што имаме и од страна на Грција службеници на Frontex, ќе имаме сега и од македонска страна. Во тој случај тие службеници под водство на Frontex би требало полесно да ги на некој начин официализираат тие постапки на враќање на лица кои што не бараат меѓународна заштита, а се обидуваат да транзитираат низ Македонија, да можат на еден посоодветен начин да бидат вратени во законска процедура во Грција. Меѓутоа, многу работи се случуваат од аспект на управувањето со миграции. Во октомври имаше состанок на шефовите на држави на Австрија, Унгарија и Србија, каде што се договорија пак во Србија на границата со Македонија да има заеднички патроли, се со цел да ги спречат луѓето од Македонија да влегуваат во Србија. Како ова ќе се одрази на ситуацијата во Македонија, останува да видиме, меѓутоа според мене е загрижувачки, затоа што досега ние бевме во една лагодна ситуација, затоа што сите луѓе кои што влегуваат во Македонија на некој начин излегуваат во Србија и продолжуваат кон Западна Европа. Доколку таа линија на контрола се помести на границата меѓу Србија и Македонија, во тој случај ние би можеле да имаме ситуација кај што поголем број луѓе кои што се обидуваат да транзитираат нема да може да ја напушта државата. Каков е ставот на Frontex во однос на жичаните огради и оградите со електрична енергија на некои земји членки од Европската унија, кои ги имаат поставено како брана од мигрантите? Frontex е многу внимателна во тој дел и нема официјални изјави, меѓутоа самата агенција има посебен оддел кој што се занимава со фундаментални права. Ако го прочитате и договорот меѓу Македонија и Frontex, таму посебно стои дека Македонија е обврзана да ги почитува тие фундаментални права кои што се дел од системот на заштита на границите. Меѓутоа, од друга страна пак и доста критики се упатени кон Frontex. Извештајот на ОЛАФ, Агенцијата против измами на Европската унија, во пролетва објави извештај каде што го обвинува Frontex дека ги прикривал незаконските враќања од Грција во Турција. И тоа е еден сериозен скандал со кој што Frontex во моментов се соочува. И самата агенција многу работи на тоа да биде отчетна и да ги почитува човековите права. Така, ваша специјалност сушност во Македонското движение на млади правници се миграциите. Сега од ова што досега го говорите, станува јасно дека договорот со Frontex е од заедничка корист и за Македонија, колку за Македонија, толку и за Европската унија, бидејќи ете на јужниот бедем овде, ако може така да се каже, на јужниот дел од Балканот, се поставува една засилена контрола на тие познати бегалски или мигрантски рути. Според некои статистики што ги најдов, поправете ме ако грешам, во периодот јануари-мај оваа година на Западен Балкан, според тие прелиминарни податоци, биле забележани повеќе од 40.000 илегални преминувања на границата на Европската унија, речиси 3 пати повеќе од истиот период минатата година. Веројатно 2021 се уште има влијание пандемиската криза, па поради тоа веројатно движењето на луѓето е поограничено, меѓутоа еве годинава 40.000 илегални преминувања на границата со ЕУ, така што од голем интерес е на ЕУ да ја засили и македонската граница, која е исто така нели се наоѓа на тој коридор на бегалската рута. Јас морам да кажам дека од 2016 година, кога официјално е затворена таа балканска рута, кај што имавме нели милион луѓе поминаа низ овие земји,
ние на некој начин не сме направиле ништо во управувањето со миграција. Значи, ние како држава секоја година имаме помеѓу 20.000 и 40.000 луѓе кои што влегле на наша територија и ние ги враќаме назад во Грција. Меѓутоа, што значи ово од аспект на управување со миграција? Македонија е се уште во кризна состојба, веќе 7 година, на јужната и на северната граница. Никој во државата не може да даде одговор до кога ќе трае оваа кризна состојба. И дали е ова сега со што ние се соочуваме веќе криза, или ова е нашата нова реалност со која што ние треба да живееме, да управуваме и да градиме стратегии и политики како понатаму? Кој треба да го даде тој одговор? Тоа треба државата да го даде одговорот. Дали Фронтекс може да ни помогне? Фронтекс може да ни помогне, затоа што Фронтекс има увити во други земји, други системи и тоа е во интерес на Фронтекс. Затоа што ние, доколку има криза, ние се однесуваме како во криза. Се носат адхок решенија кои што се даваат моментални резултати, меѓутоа вие не градите систем на тој начин. А системот подразбира дека секој човек кој што ќе влезе во Македонија, странец, дали е тоа на законски, на незаконски начин, доколку има потреба од меѓународна заштита, доколку бега од војна и така натаму, треба да му се даде соодветна процедура за тој да успее да добие еден таков статус на меѓународна заштита. Доколку тоа лице, човек, било кој да е, не ги исполнува тие услови, односно не бара тука да транзитира од економски причини и така натаму, тоаш Македонија треба да има соодветни механизми кај што ќе ги враќа тие луѓе од земјите кај што дошле или во земјите на потекло доколку не постои ризик по нивните животи и така натаму. Тоа е ефикасно управување со миграција. Морам да спомнам дека дури и луѓе кои што доаѓаат директно од војна, бараат азил во Македонија. Не зборуваме за големи бројки, туку зборуваме за мал број на луѓе кои што навистина се соочуваат со проблеми. Бројот на луѓе кои што добиваат во заштита во Македонија е еднаков на нула. Од 2006 година па наваму Македонија нема дадено ниту една заштита на ниту еден човек кој што доаѓал од војна, од воено подрачје или има опасност по неговите животи. Додека пак стапката, пример, на вакви барања признаени во Швајцарија, во Германија, во другите земји, се движи над 50%. Добро, да се надеваме дека Фронтекс ќе ви даде и вам на граѓанските организации кои се занимавате со мигрантските прашања ветар во грб и ќе ви помогне по задоволително да се борите за нивните права. Тоа е во интерес на државата. Секој што ќе го види извештајот на Европската комисија, ќе види дека уште многу треба да се работи во управувањето со миграциите, како со легалната миграција, така и со нерегуларната миграција, затоа што тоа е Европската унија. Слободно движење на луѓе, на стоки, ако ние немаме системи кои што се соодветни, не можеме да одговориме на тоа што го бара Европска унија. Господин Дранговски, ви благодарам многу за гостувањето во Утринска Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, останете со нас во продолжение да си кажеме за она што е актуелно деновиве, а тоа е преземањето на Твитер од страна на најбогатиот човек на светот Илон Маск. Зборуваме со комуникологот Сеат Джигал, останете со нас.